Ова беше прекрасен цртан што го гледавме и малку ги одморивме нашите мозочиња, ама време е повторно да се вратиме на ТВ училница. Сега имаме час за кој одделение? Четврто одделение, природни науки. Трето одделение, така? Сега ние трето одделение часот? Трето одделение го немаме, четврто одделение, природни науки, живеалишта, човечкото влијание врз животната средина. Би ја повикал нашата наставничка. Здраво, наставничка. Добар ден. Како сте расположени денес? Добри, да супер. се поздравиме. Да се поздравиме. Како веќе што помина предходните часови, денеска јас ќе го одржам часот по природни науки, конкретно за четврто одделение. Темата ни е живеалишта, односно како ние луѓето, односно човекот, влијае врз животната средина. Можеме за почеток да ја пуштиме. Презентацијата. Така. Која живеалишта? Да. Добро, ќе ми дозволите. Мене малку е. Во ред. Така. За почеток, бидејќи ова не е повторување, ова сите ученици од четврто одделение веќе добро го знаат и овој материјал го имаат поминато, но да се потсетиме за темата живеалишта и човечкото влијание врз животната средина. За почеток исто така да ја најавиме целта на овој час, односно што треба учениците од ова наставна содржина да научат, односно учениците треба да се огледаат како човечкото делување влијае врз животната средина. Исто и вие тука, драги ученици. Сега, за почеток треба да повториме. Што е живеалиште? Што мислите вие, што е живеалиште? Ајде, или Ана, или Цванштајн. Јас веќе го прочитав одговорот. Живеалиште е местото каде што живеат животните. Ана, ти што ќе ми кажеш нешто друго? Па живеалиште за мене е мојот дом, например. И Домот? мојот дом е во еден град, а во еден град живеат многу луѓе, има растенија, има и животни. Точно. Значи, живеалиште е местото каде што живеат животните, растенијата и луѓето. А што представува животна средина? Што за вас е животна средина? Како размислувате вие? Сето тоа што е околу нас е нашата животна средина, каде што живееме, се околу нас тоа е животна средина. Се околу нас. Точно. Животната средина представува сето она што нас не обкружува. Кога веќе сме кај живеалиштата, исто така да повториме дека постојат различни видови на живеалишта и животни средини. Може ли да слушнам некое ваше мислење? Што мислите? Кои се живеалиштата? Разни реки, езера, Точно. мориња, Планини, пештери. Кој живее во пештерите? Во пештери живеат мечки. Мечки кога се во зимски сон, например. Например. Или инсекти разни има во пештери. Точно, а во Лилјаци. водите? Во водите риби. Само риби? Па не само риби. Имаме и нешто друго? Има и растенија кои живеат во водата. Точно. Да. Има платопус, тоа живее во вода. Браво, одлично. Што живее во вода? Платопус, тоа е цицач, единствениот цицач кој несе јајца, ама тоа е за друг час. Во ред. Постојат различни живеалишта и животни средини. Вода, воздух, копно, почва, океани, пустини, прерии, поларни предели и тропски шуми. Научивме, запамтивме? Да. Така. Сега, како и на луѓето, така и на животните и растенијата, она што е најмногу на нас ни е потребно е да имаме чист воздух и чиста вода. Зошто ни е потребно? За да имаме, нели, квалитетно здравје. Сите користиме енергија, но покрај тоа ние луѓето исто така создаваме и многу отпад. На тој начин можеме да заклучиме дека луѓето влијаат на земјата и на добри и на лоши начини. Значи влијае и позитивно и негативно. Кога сме веќе кај животната средина и чистиот воздух, да погледнеме. И луѓето и животните, нели, дишат воздух со цел, нели, ние да живееме. Сега, доколку нивото на загадување на воздухот е многу високо, што треба да направиме? Што мислите вие? Ако нивото на загаденост е високо, не треба да излегуваме многу надвор. Добро. Треба да си ставиме маска која што ќе се поврзе со кислород, например, Да, а ако немаме со кислород, само маска која заштитува од штетните честички од загадувањето. Така.
Доколку нивото на загадување на воздухот е многу високо, тоа може да им наштети и на луѓето и на животните. Значи, почесто можеме да бидеме болни, да ни смета кога дишеме и слично. Во тој случај се издаваат предупредувања. Предупредувањата се оние кои што ние треба да ги почитуваме и да се држиме до мерките кои што ни се задаваат. Сега, имаме начини за намалување на загадувањето. Што мислите? Кои се најголемите фактори кои што влијаат на загадувањето на воздухот во нашата животна средина? Работите што чадат. Добро, а кои се тие работи што чадат? Оджаците, например, кога Оджаците. луѓето се греат на дрва, тоа чади, тоа го загадува воздухот. Така. Ама и тука како што пишува фабриките, тие најмногу го загадуваат воздухот, колку што знам, бидејќи има една фабрика, например, во Скопје, кога поминувам, секогаш гледам дека од неа излегува многу чад. Многу голем чад. Да. Што треба да направат фабриките со цел да не испуштаат толку многу голем чад и со цел да не го загадуваат толку многу воздухот? Значи, фабриките треба да употребуваат чиста енергија од обновливи извори. Знаеме ли што се обновливи извори? Знаеш што е обновливи? Јас би сакал да ми објасните. Обновливи извори се природните извори кои што ни доаѓаат од сонцето, односно сончевата светлина, и силината на ветерот, хидроелектроцентрали, тие исто? Да. Сега, во денешно време исто така, браво за вас, во денешно време исто така многу се возат автомобили. Значи тоа ние многу го знаеме. Што треба да направиме со цел да се намалат автомобилите? Знаеш што Што мислите вие? Шетате во парк, возите ролери, возите велосипеди. Со цел да се намали загадувањето на воздухот во еден град, треба или повеќе да се пешачи, или повеќе да се користат велосипеди за да се стигне до саканата дестинација. Следното, кое што многу можеме да кажеме ни го загадува воздухот, се депониите. Што можеме да направиме со депониите? Што има во депонијата? Депонија е место каде што се собираат сите ѓубрења, целиот отпад од сите луѓе што го фрлаат. Од сите луѓе што го фрлаат и од сите домаќинства. Што треба да направиме? Дали треба да рециклираме отпад, дали да рециклираме пластика, хартија, со цел да не фрламе премногу отпад. Или пак дали на пример, ако не купуваме, ако купуваме водата што ја пиеме, ако не купуваме секој ден по едно шише од литру и пол, туку купиме едно од 6 литри, така помалку ќе загадуваме. Така помалку ќе загадуваме, затоа што тоа ќе биде, ќе има поголемо количество на вода во едно шише. И помалку пластика. И помалку пластика за нас. Исто така, тука можеме да ги напомениме и електричните централи, кои што исто премногу го загадуваат нашиот воздух, и за нив е препорачливо да се употребува чиста енергија од обновливи извори. Исто како фабриките. Исто како и фабриките. Сега, овдека имаме една многу интересна тема, која што зборуваме за една еколошка катастрофа која што е предизвикана од човекот. Една од поголемите еколошки катастрофи кои што се предизвикани од човекот е нафтената дамка. Сега, тука имаме дискусија. Пред да откриеме што е нафтена дамка, дали можеме да размислиме на кого може да му наштети нафтената дамка? Нафтена дамка. Така, дали таа нафтена дамка е во вода? Точно, во вода. Во вода. А кој живее во водата? Таа нафтена дамка се прави од бродовите, например, што поменуваат, така? Точно, да, ама ќе видиме и какви бродови, така, не сите бродови. И сигурно штета и на сите риби, китови, сите водни животни што живеат. Сите морски животни кои што живеат во морето. Сега, овдека можеме да заклучиме дека нафтената дамка најмногу им штети на птиците, кои што живеат и се хранат во таа средина. Со тие риби. Да, значи имаме птици кои што живеат во таа средина и они од таму се хранат, а исто така им наштетува и на рибите и на другите морски животни. Сега, да видиме што е нафтена дамка и како таа истата настанува. Дали знаеме што е танкер? Што е танкер? Дали го разбирате вие тој збор? Дали некогаш сте слушнале? Сум слушнал за панкер, за танкер не. А за танкер не? Не. Никогаш? Би сакал да тоа знам, јас сакам да научам секој ден. Танкер е брод
кој што пренесува нафта, односно течности во големите мориња, нели, значи ја и на погоди. океаните. Аха. Да. И сега, многу е важно ова да се запомни. Доколку протече нафта од танкер, односно се излее во океанот, се формира нафтена дамка. Како што кажа Цванштајн, нафтената дамка, нели, ја има во водата. Сега, дали знаеме колкава може да биде таа нафтена дамка? Нешто малечко или нешто многу големо? Па предпоставувам дека може да биде и мала и голема. Големата поштетна, помалата помалку штетна, Помалку штетна. ама и исто штетна. Исто штетна. Ана? И јас мислам дека таа нафтена дамка е поголема од цело наше студио тука. Точно, нафтените дамки во морињата и океаните се многу големи, со тоа што достигнуваат и до 20 или 100 километри, а некогаш многу и повеќе. И затоа животните и птиците кои што живеат во таа средина, тоа едноставно ги уништува. Нафтената дамка им наштетува на птиците што живеат во таа средина со тоа што на кој начин? Со тоа што им ги уништува пердувите или пак ќе бидат изедени од други животни. Доколку им ги уништи пердувите, птиците дали имаат понатаму Немаат начин како да одат од едно место на друго. така, дали ќе можат да летаат? Нема да Нема може. може. Да Нема да летаат. можат да летаат. На тој начин нафтената дамка влијае на птиците. А за рибите и другите морски животни едноставно изумираат, затоа што за рибите и другите морски животни морето, океанот, односно водата е нивното живеалиште, нивната животна средина. И треба да е доколку чиста. доколку животната средина нив им е загадена, значи они не можат да живеат во таква средина. Дали ова беше тешко или лесно? Го запомнивме? Го запомнивме. Така, браво. Танкер. Танкер, да. Сега, кога веќе ги напоменавме катастрофите кои што може човекот да ги предизвика и кои што можат да штетат нели на животната средина и на живеалиштата, на животните, луѓето и растенијата, имаме тука и природни катастрофи. Што се природни катастрофи? Дали сме слушнале некогаш за тоа? Земјотрес, Земјотрес, Торнадо. торнадо, цунами, цунами, Ана? Поплава. поплава, ерупција од вулкан. ерупција од вулкан. Ете така, точно ги кажавме сите тие кои што ни се најважните. За природните катастрофи можеме да кажеме дека влијаат на животната средина, но истите тие не се предизвикани од човекот. Значи ние не можеме да ги предизвикаме и затоа се нарекуваат природни појави. Исто така не можеме да ги спречиме, но можеме подготвено нели да ги пречекаме. Природни катастрофи се вулкани, земјотреси, поплави и цунами. Сега да видиме за сите по едно нешто да кажеме. Што се вулканите? Ана, дали знаеш што е вулкан? Па вулкан е така едно како планина, Добро. која што има дупка на средина, внатре има една многу топла материја. Како се вика таа топла материја, дали знаеш? Магма. Како Магма лава. Магма лава. Точно. Вулканите представуваат отвор или пукнатина во земјината кора низ кој магмата, односно магмата представува растопен карпест материјал, избива на површината како лава. Лавата знаеме дека е многу штетна, исто така има многу висока температура. Затоа на тој начин им штети на живеалиштата во природата. Потоа имаме земјотреси. Што се земјотресите? Нели кажавме не се предизвикани од човекот, но тие се природна појава, односно поместување на тектонските плочи и доаѓа до движење на земјината кора. Сите некогаш сме виделе како или на телевизија или пак сме го почувствувале земјотресот, така, и тоа е многу страшно, каде што доаѓа нели до движење на земјината кора. И се околу нас нели може да се мрда. Поплави, како настануваат поплавите? Од што можат да бидат предизвикани поплавите? Дали знаеме? Од многу врнежи, например. Од многу врнежи, од обилни врнежи од дожд. Потоа, Само тоа ми текне. само тоа ти текна. Тебе Ана уште нешто да ти текне? Па кога ќе се прилеат реките и езерата, например. Точно. Или ако се скрши некоја брана. Ама Доколку добро, тоа се не е природна изле, катастрофа. доколку Да, се тоа не е изле.
Можеме да кажеме дека поплавите се природна појава кои што настануваат како резултат од високиот водостој во реките и езерата, при што доаѓа до излевање на водата од нивните корита и се поплавува околното подрачје. Најчесто поплавите можат да бидат предизвикани од обилното топење на снегови, како и од обилните врнежи од дожд. И за крај ги оставаме цунамите. Дали кај нас има цунами? Нема. Не сме слушнале? Не сме слушнале, меѓутоа кај нас немало цунами. Точно, значи цунамите најчесто се случуваат во морињата и океаните и се природна појава кои што се предизвикани од огромни бранови, но тие огромни бранови, нели, од каде ќе дојдат? Мора нешто да се случи за да дојдат тие огромни бранови, така? Најчесто потекнуваат од земјотрес или од вулканско избувнување. На тој начин... Значи едно ако се случи, другото може да се случи. Значи ако се случи земјотрес или ако се случи избувнување на вулкан, во тој случај може да се случи и цунами. На тој начин настанува вознемирување на површината на океанот или пак на морето. Јасно, наставничка. Сега може да направиме еден заклучок пред да ни заврши часот. Така, може. Сега, да ги погледнеме кои се негативните влијанија, да се потсетиме. Значи, зборувавме за аерозагадувањето, зборувавме за нафтената дамка. Сега, кои се негативните влијанија на луѓето врз животната средина? Загадувањето на водата, преку исфрлање на отпадни води во реките, нафта во океаните, како и разни отпадоци во водите. Значи, ова не треба воопшто да го правиме, ниту треба да исфрламе отпад во реките, во океаните и слично. Загадувањето на воздухот и почвата. Како ни се загадува воздухот, така ни се загадува и почвата. Преку фабриките, сообраќајот, депониите кои што се полни со отпад. И исто ова не го споменавме претходно, но тука е ставено предизвикување на пожари како резултат од невнимание на човекот. Исто така многу негативно влијае врз животната средина. Значи, наставнички, тоа е заклучокот дека ние треба да се грижиме многу за нашата животна средина, така. да гледаме да не загадуваме никогаш, да ги фрламе нашите отпадоци во ѓубре и доколку гледаме на улица да ги подигнеме и да ги фрлиме во ѓубре. Ние мора да завршиме во моментов со овој час, бидејќи имаме следен час по што како беше на распоредот? Исто природни науки. Природни науки. За пето одделение. Сега, за домашна задача, уште ова, кратко. Не може да се заборави домашната задача. За домашната задача, за учениците една многу истражувачка активност, која што сите ученици можат тоа да го направат и сами, во еден сат, односно чаша со вода, да стават 3 до 4 лажици масло во чашата и да одговорат на следните прашања. Односно, дали водата и маслото се мешаат и што ќе се случи со маслото. Тоа е експеримент, еден многу интересен за учениците од 4-то одделение и тоа да си го запишат нели во нивните тетрадки по природни науки. Може, супер. Јас наставнички ќе го направам што одам дома. Направете го и пробајте. Дечки, ние сега треба да одиме со следниот час, но пред да одиме со следниот час да одиме со еден джингл.